Добар ден, кратки најави за денес. По ревизорскиот извештај, јавното обвинителство ќе ја проверува работата на општина Охрид. Итна санација на Алтанин мост бараат од Сдруженијето Чекоштина Урбан. Огромни флуктуации во популацијата птици на Охридското езеро. Во Охрид ќе се одржи јавна дискусија за органодарителството. Започнуваат акциите за собирање и селекција на текстилен отпад. Следува временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно време со повремени сончеви периоди, а попладне облачно време со услови за врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура изнесуваше 0 степени Целзиусови, а максималната дневна 9 степени. Во Охрид утре предпладне ќе имаме облачно и макловито време, а попладне услови за локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен северозападен ветер. Минималната температура ќе изнесува 2 степени Целзиусови, а максималната дневна 9 степени. Во Македонија утре ќе преовладува облачно време со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките места врнежи од дожд и снег, а на планините само од снег. Ќе има појава на магла по одредени котлини. Ќе дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од -1 до 6 степени, а максималните дневни од 5 до 10 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Јавното обвинителство оформило предмет и врши предистрага во општина Охрид по добиениот извештај од Државниот завод за ревизија. Ревизорите утврдиле непревземање мерки за отстранување на дивоградби, особено во заштитените подрачја, градени објекти, меѓу кои згради и хотели без одобрења, поставување урбана опрема без дозволи и платени комунални такси, мислење со резерва за финансиските извештаи и неповолно мислење за согласноста со законската регулатива. Градоначалникот Кирил Пецаков вели дека последниот ревизорски извештај кој се однесува на периодот од 2018 до 2025 година е најуспешниот во историјата. По извештајот на Државниот завод за ревизија, јавното обвинителство оформи предмет и ќе го проверува работењето на општина Охрид. Ревизорите изразија мислење со резерва за реалноста на финансиските извештаи, како и неповолно мислење за усогласеноста со законската регулатива. Градоначалникот на Охрид вели, општината стои на располагање на сите надлежни институции. По закон, сите овие државни ревизорски извештаи се доставуваат до институциите, вклучително и јавното обвинителство, како што кажав, доколку се забележи и јавното обвинителство има потреба да добие некои документи, подносна постапка, одреден предмет и така натаму, ние со отворени раце ги чекаме. Од денешен аспект ми изгледат на начин на кој што ми изгледат, дури и несериозни би ги рекол, препомпезно и пренапумпани наслови, меѓутоа пак ќе кажам времето е тоа кое што вистината е вади наведена, ќе помине одреден период, се тоа нормално поминато низ институции ќе го добиваме како забелешки или потребна документација и после тие 2 години, 1 година колку што е потребно, ќе ги имаме податоците во јавност. Ревизорите забележале и дека не се отстранети дивоградбите, а градоначалникот посочува дека биле распишувани тендери, но немало интерес од фирмите. Бројот на дивоградби кој што е евидентиран и регистриран врз основа на препораките и мерките на УНЕСКО, заедно со постапувањето и она кое што е тема зашто не се рушели или постапувало, ние како локална самоуправа во 4 години, додека бев градоначалник, во 3 години имавме по 2 пати годишно неуспешен тендер за отстранување. Зошто? Затоа што нема веројатно интерес од компаниите. Значи, кај нас не беше неуспешен заради разлика во цена, разлика не знам неисполнување на документација, лиценци и така натаму. Кај нас не биле успешни заради тоа што нема пројавување на интерес. И тоа не е случај само во Охрид, него е во сите општини и затоа ние го имаме подигнато на едно ниво повисоко и заедно со државата да пронајдеме начин како се тоа да го решаваме. Според градоначалникот, последниот ревизорски извештај кој се однесува на периодот од 2018 до 2025 година е најуспешниот ревизорски извештај во историјата на општина Охрид. Сдруженијето на граѓани, сопственици и корисници на недвижен имот во Чекоштина бара санација на Алтанин мост. Мостот се повеќе се оштетува. Сегашната состојба представува сериозна опасност за бројните корисници. Потребно е итно да се превземат мерки за негова санација. Не е вистина дека Алтанин мост под заштита како културно наследство, апелираат од Сдруженијето Чекоштина Урбан. Тие посочуваат дека на 1 декември испратиле писмено барање до градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, но ништо не било превземено. Повикуваат веднаш да се дејствува пред како што наведуваат да се случат немили последици. Популацијата на водни птици на Охридското езеро бележи најголеми флуктуации споредено со Дојранско и Преспанско езеро, каде состојбата е постабилна. Ова го покажуваат податоците од зимскиот цензус на 3 природни езера во земјава спроведен од Македонското еколошко друштво. Бројноста на водните птици представува биолошки показател за состојбата на живеалиштата кои ги населуваат. Популациите на водни птици на Дојранското езеро, иако мали, се стабилни. На Преспанското бележат флуктуации, додека пак на Охридското езеро промените се најдинамични споредено со податоците од последните 5 години. Ова го покажа зимското пребројување на птици што го спроведува Македонското еколошко друштво. Според објавените податоци на Охридското езеро од една во друга година понекогаш се случуваат промени од повеќе од 15.000 единки птици. Во последните 6 години најмалку водни птици имало во 2024 само 11.140. Лани бројот пораснал за повеќе од 15.000 единки, а оваа зима
Пребројувањето покажа опаѓање од скоро 12.000 единки птици, односно во 2026 година се преброени 14.744 водни птици. Причините за промените ќе се утврдуваат откако ќе се разгледаат сите фактори што би можеле да влијаат, и тоа во контекст на пребројувањето и од другите европски земји, вели Данка Узунова, орнитолог и проектна координаторка во Македонското еколошко друштво. Птиците се одличен биолошки индикатор за состојбата на живеалиштата кои ги населуваат и користат, и со следење на нивните популации се обезбедуваат цврсти докази кои треба да се земат предвид при креирање на политиките и мерките за заштита, посочуваат од Македонското еколошко друштво. Вака собраните податоци се корисни и за клучните меѓународни рамки, како што се Рамсарската конвенција за влажни подрачја, Африканско-евроазискиот договор за водни птици, Директивата на Европската унија за заштита на дивите птици и глобалните индикатори за биодиверзитетот, затоа што обезбедуваат една од најсилните долгорочни бази на податоци за биодиверзитет на глобално ниво и представуваат суштински важен систем за рано предупредување за влошување на состојбата на водните живеалишта, а со тоа и на биодиверзитетот, истакнува орнитологот Узунова. На 35.300 единки од 44 различни видови на водни птици беа попишани за време на зимското пребројување на птици на трите природни езера во државава, што под водство на Македонското еколошко друштво кај нас се случува секој јануари од 2010 година наваму, како дел од меѓународниот зимски цензус на водни птици. Утре во организација на Младински центар Охрид ќе се одржи јавна панел дискусија Органодарителство во Македонија. Настанот посветен на надежта, солидарноста и човечноста ќе се одржи во Универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле со почеток во 17 часот. На панел дискусијата учество ќе земат врвни лекари, трансплантацијски експерти, координатори за трансплантација и представници од Македонската православна црква и Исламската верска заедница. Ке зборуваме за законот и правата, за медицинските факти и дилеми. Ке ги слушнеме животните приказни на пациенти кои чекаат орган. Ке ги слушнеме животните приказни на оние кои го дочекале повикот за трансплантација и ке го отвориме и прашањето за верата и органодарителството преку ставовите на верските заедници, најавуваат организаторите. Модератори на настанот се Гордана Лолеска и Ирена Ралева Најдеска. Започнуваат месечните акции за собирање текстилен отпад. Акции за собирање текстилен отпад ќе се спроведуваат секој последен петок од месецот, започнувајќи од 30 јануари, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Овој петок граѓаните ќе имаат можност уредно да ја одложат старата облека во контењерите на Тексомак, кои што се поставени на неколку локации. И тоа до задниот влез на Охрид мол, во дворот на гимназијата Свети Климент Охридски, средното економско училиште Свети Кирил и Методи и дворот на електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Контењер за текстил има и во дворовите на основните училишта Григор Прличев, Свети Наум Охридски во Пештани и Ванчо Николески во Лесковец. Од Охридски комуналец информираат дека одлагањето на стара облека и текстилен отпад во дворовите на овие основни и средни училишта ќе биде возможно во рамките на работното време и додаваат дека не треба да се одлагаат стари обувки, чанти и слично. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!